автомобилизмот се занимавам од 6 години. Веќе прашањето зашто токму овој спорт, уште од мали нозе имав желба кон да кажем кон високите октани, односно кон бензинот. Уште како мал си играв со колички, тоа може да се види у позадината, се гледа и едноставно буквално не се двоумев за ништо друго, него патот ми беше и целта ми беше таа, трките и автоспортот. 20 години сум во автотрките, почнав од картингот, после неколку години, после 10 години се префрли во автомобилизмот, во автотрките. Многу титули во позадина, неколку кратен шампион на Македонија во картинг, шампион на Србија и Црна Гора во тогашно време, вице шампион на Бугарија, 2 пати европски шампион, односно шампион на југоисточна европска зона. Единствен учесник на светско првенство 2009 година во картинг, една значајна, да кажам, титула за мене, бидејќи возев со сегашни Формула 1 возачи, како Карлос Саинц, Alguersuari, така натаму, така да тие се едни поголеми подвизи за мене. Македонец е победник на шампионатот на Југоисточна Европа во картинг на трката која денеска се одржа во Серес Грдија. Во класа до 100 кубика првото место го освои Ристо Вуков Рико во картингот на Рико Перформанс Тим. Оваа сезона 2022 ќе настапувам во Porsche Carrera купот, каде што има конкуренција околу 40 возила. Воедно и искуството кое го стекнав овие 2 години, сакам да се префрлам на европските патеки. За некој месец ќе ги соопштам и јавно моите планови во кој сегмент ќе се движат тој, односно ќе се појавам на европските патеки. Каде точно се уште не знам, но тоа е следниот чекор. За надпреварите, за жал, освен кога сум дома се подготвам на симулатор, односно вежбам концентрација на некој начин, физички во теретана и тоа што ќе се спремам, деталните тренинзи морам да ги направам токму на патека, која ние за жал ја немаме, тука и немаме такви услови, така да пред секој надпревар одам недела дена порано, тренирам, вежбаме, пробуваме различни сетирања на возилото, ги гледаме грешките во возењето и така натаму. Не е развиен автомобилизмот, за жал, немаме патека, можеби да имаме патека како што имаме пример фудбалски терени за фудбал, можеби ќе се подвижи овој спорт, но сега таква ситуацијата како што е. Не можам да се пожалам, зад мене секогаш стоела, да кажам, државата, односно Агенцијата за млади спорт, поготово последните 2 години, каде што искрено ми е потребна таа поддршка и финансиска што ми ја дава, бидејќи наистина спортот е доста скап. Што тоа значи, секогаш ми е непријатно да зборам колку е тоа како сума, значи сезона мене ме чини од минимум 300 до 400.000 евра, што е прилично многу за наши услови. Таа варијација зависи од тренизите кои би ги направил, а доколку имам, како што кажа, поголем буџет, толку поише ќе тренирам, толку подобри резултати ќе имам. Физичката спремност е многу битна, затоа што, пример, за време на една трка губиме од 2-3 кила, затоа што прво тоа е голема концентрација, големи брзини и голема топлина. Кога ќе заврши трката имаме измерено дека температурата во возилото е негде 80-90 степени, што е прилично многу. А интересното е тоа што јас додека возам, тоа е адреналин и буквално не го осеќам тоа. Кога ќе заврши трката, ме фаќа паника, топло ми е, жешко ми е. Многу пораки добивам, што би рекле како е патот
до тоа кај например, кај што сум и јас, да. И често им одговара да никогаш не се откажат, нормално многу фактори се во прашање, никогаш не треба да се откажат, секогаш да си задаваат некоја цел и кога ќе се постигнат таа цел да си задаваат нова, така и јас го правам тоа. Секогаш си задавам нова цел, по пример оваа година ќе станам шампион или оваа година ќе возам тоа следна сезона. Тоа е така да тоа е тоа што ме води напред. И исто така секој пораз да кажам ми дава плюс мотивација да додам напред, да се поправам во она што го правам.